Почитувани, добра вечер. Како што најавивме, вечерашната емисија ќе биде посветена на војната веќе помеѓу Ерменија и Азербејџан, која се заканува од еден регионален конфликт да прерасне во нешто поголемо, па можеби да ги вклучи во конфликтот и големите сили. Денеска, накратко, само да кажеме на почетокот, имаме драма околу француските новинари кои се ранети тамо на границата. Францускиот претседател Макрон кажа дека Франција ќе направи се што може да ги излече. Синот на премиерот на Ерменија отишол да војува. Франција, Русија и Соединетите американски држави повторно повикаа на примирие, додека Ерменија и Азербејџан велат дека не сакаат примирие и војната и борбите продолжуваат. Овој конфликт може да има, како што кажав, многу пошироки импликации, но има и многу други скриени карти во целиот настан. За нив ќе зборуваме вечерва со нашите гости. Тоа се вака поред господинот Благоја Марковски, воено-политички експерт, воено-безбедносен експерт, се извинувам, Милан Стефановски исто така, како и Мирче Адамчевски, мој колега новинар, но интересно е и поранешен дописник од Москва, добар познавач на тој блок. Почитуваме, добра вечер на сите. Ајде вака да почнеме од почеток без разлика. Господине Марковски, како за вовед, премирието помеѓу Ерменија и Азербејџан е подпишано во 1994 година, после една војна која беше една од оние војни во 90-тите години кои следуваа после распадот на Советскиот сојуз, исто така кај нас што беше после распадот на Југославија, војни поради нерешени етничко-територијални прашања. Но сега интересно е што после 26 години, малку изненадувачки можам да кажам, овој конфликт повторно се разгора и двете земји влегоа во отворена војна. Можеме ли да детектираме кои се причините сега повторно двете земји да влезат во војна? Значи, прво треба да имаме во предвид дека се работи во моментов и во минатите 28-30 години наназад за територијален конфликт меѓу Азербејџан и Ерменија и дека е тоа резултат на, би рекол, погрешните проценки и постапки на некои од силите во тоа време кога се настанати државите во пост-советскиот период, односно кога доаѓа до распадот на Советскиот сојуз и формирањето на независните држави кои беа во рамките на федералниот тој Советски сојуз. Причините за конфликтот се согледуваат уште тогаш. Имено во 1923 година, уште во бојшевичка Русија, доаѓа до размисла и фактичко остварување на идејата за припојување на одредени региони кон територијата на Ерменија и во договор со Турција се припојуваат 3 области во регионот кон Ерменија, односно Азербејџан, и тоа териториите или областите Зангезур, кои припаѓа на Ерменија, а Карабах и Накчиван со договорот, спогодбата меѓу Советскиот сојуз, односно бојшевичка Русија тогаш и Турција, и припаѓаат на Азербејџан. Интересно е дека ова со Нагорно Карабах населението е христијанско, православно христијанско, Азербејџан се муслимани, шиити и сунити. И фактички со нерешеното национално прашање, би рекол, верските догми се доаѓа до тоа никогаш Нагорно Карабах да не прифати да биде составен дел на Азербејџан и уште тогаш се манифестираат желбите за негова сецесија, односно приклучување кон Ерменија или создавање на независна нова република.
Со распадот на Советскиот сојуз веќе од 1988 до 1991 година и практично се остваруваат тие сецесионистички цели на ерменците од Нагорно Карабах и тие создаваат независна територија која не може или не сакаат да ја приклучат кон Азербејџан. Да, добро, Воред, мислам дека за вовед ќе продолжиме, се разбира, на темата. Стефановски, како гледате вие сега на причините зошто сега се разговорува повторно конфликтот, токму сега? Така, од прилика за да направиме една соодветна анализа зошто токму сега се разговорува конфликтот, мораме да анализираме во повеќе аспекти. Точно е тоа што го кажа професорот Марковски, дека таму постои еден антагонизам, една зла крв помеѓу тие две држави. И тие не војуваат само во 1994 година, да се посетиме, он има конфликт во 2016 година, каде што загина околу 200 луѓе, и 2020 година, оваа година, загина еден виден азербејџански генерал. Моето мислење, зошто баш сега се случи овој конфликт, можеме да го заклучиме ако аналогно се вратиме во 90-тите години. 90-тите години, 91-94 година се разговорува таа битка, но 1988 година веќе почнуваат првите конфликти и 91-94 година се разговорува конфликтот врз база на тоа што СССР е премногу слаб, а Соединетите американски држави активно војуваат во Заливската војна и се разговорува војната на Балканот. Тој геополитичка географска целина на Јужен Кавказ не е интересен за да се уклучи онаа будужа дипломатија на Европската унија и САД, за тој конфликт да биде разрешен. Ово што го кажувате е многу интересно, бидејќи има една аналогија и сега, ќе го кажеме тоа, продолжите. Да, сега можеме да заклучиме зошто сега, бидејќи и Азербејџан и Ерменија имаат големи економски проблеми заради пандемијата. Ерменија има околу 35.000 заразени. Двете економии, Азербејџан е многу ранив заради тоа што падна ниско цените на нафтата. Загина генералот, имаше масовни демонстрации од неколку илјади буквално летово и се бараше војно разрешување на тој конфликт. Зошто сега се случува? Мој размислување заради тоа што пандемијата буквално меѓународниот поредок го срози, но тој темел да сите ние се грижиме во нашите држави, а не во конфликтни зони како што е Нагорно Карабах, кој е дефиниран како една од неколку тежешки точки на планетата Земја, освен Кашмир и Кипар, кој има потенцијал да прерасне во регионална војна, каде што нели сите знаеме дека и Русија и Турција имаат своји математики. Да, токму тоа е прашањето господин Адамчевски. Русија има база во Ерменија уште од 90-тите години. Има неколку илјади војници таму, додека Турција отворено стои на страната на Азербејџан. Постојат и непотврдени информации дека неколку илјади борци испратени од Турција, трансферирани од Сирија, сега војуваат на страната на Азербејџан. За тоа отворено обвинува и Ерменија, а Ерменија дури обвинува дека и турски воени авиони директно действувале таму. Кажете ми сега, две силни држави стојат позади нив, како тоа ќе влијае? Дали би влијаело за разгорување или за смирување на конфликтот? Или тука постојат нивни интереси кои се студираат, можеби? Значи, прво, две силни држави не стојат. Стои официјално, јавно само Турција, која што рече, да, го поддржуваме. Ако треба, војни, ако дојде така нешто, можеме и воено да го поддржат Азербејџан. Додека Русија е во одредена ситуација поставена, таа не може да отворено да поддржи Ерменија, затоа што таа има и добри односи со Азербејџан. Значи, соработуваат, пуста се Азербејџан е дел од постсоветското пространство, држава која што била заедно со Русија во Советскиот сојуз. Економски имаат многу добра соработка. Русија продава оружје на Азербејџан и на Ерменија. Така што Русија се наоѓа во една неблагородна ситуација да не сме да се определи за едни или за други. Меѓутоа, има еден факт што кажува дека Ерменија е дел од организацијата
на договорот за колективна безбедност, во кој што се 5-6 земји од постсоветско, значи Русија, Арменија, Белорусија, Казахстан и мислам дека и Таџикистан. И внатре во тој договор, тоа е нормално НАТО, има услови кога тие би можеле да војно да интервенираат во одбрана на една од своите членки, во случајов Арменија. Меѓутоа, тоа може случи само кога има надворешна инвазија. За сега не станува збор за надворешна инвазија, затоа што територијата на Нагорно Карабах официјално меѓународно е призната као територија на Азербејџан. Таа објективно е сега самостојна, побрзана е, има поддршка голема од Арменија и работата е сега како тие работи да се средат. Русија настојува на преговори како што 2016 година која беа војната која беше тогаш Русија интервенираше дипломатски и се смирија двете страни. Во јули, кажа колегата, што беа немирите кога загина генералот, исто тогаш Русија притисна, меѓутоа се работи за една нова ситуација во која што двете страни се многу наострени и во која што Ереван се заканува дека ќе ја признае Нагорно Карабах. Нагорно Карабах не е признаено ниту една членка од нации, дури ни од Арменија. Азербејџан вика во тој случај ние ќе водиме војна до крај. Сега, затоа јас го поздравувам денес она соопштение, изјавата што даде Макрон, Трамп и Путин, за кое што содржи практично 3 точки. Првата е сочувство на загинатите, втората е прекин подитно на војната и третата точка е почеток на преговори без поставување претходни услови. А претходните услови ги знаеме кои се. Азербејџан вика да се повлечат сите ерменски сили и Нагорно Карабах и Нагорно Карабах да се врати во составот на Азербејџан. Додека ерменците зборуваа колегите за тоа, тие си имаат свој историски, да речеме, проблеми кои што ги решаваат на тој начин што си остварили некаква независност. Така што ќе биде интересно сега како ќе се развиваат работите. Јас мислам дека ќе бидат, значи, две варијанти има. Првата е да се помират, да седнат на стол да преговори, а втората, не да е Боже, што е многу малку, е неверојатна, да разгори војната и тогаш може она што го поставите вие прашањето, да дојде до голем, сега е локален судир, да дојде регионален судир во кој што ќе биде замешани и Турција, ако се замеша, тоа може да се замешаат и Русија и другите членки на договорот за колективна договор за безбедност заеднички што ги имаат, а ако се вклучат тие, тогаш имаме една ситуација, ако бидејќи Турција е членка на НАТО, не знаеме тогаш како би реагирало НАТО и може да настане многу голем судир, а треба да знаеме дека тука близко е Иран. А Иран има многу интересна улога во конфликтот во 90-тите години. Иран ја поддржувал Арменија, а се претпоставува дека и сега ја поддржува Арменија, поради тоа што во Иран има азербејџанско малцинство и Иран не сака тие да добијат поголеми права. Негласно. Иако 2/3 од Азербејџан се шиити. Тоа е исто интересно. Да. Негласно е, значи поддршката не е толку гласна, меѓутоа тоа е поддршката, меѓутоа да не забораваме дека кога се вратиме со векови наназад, во дел од Иран имало ерменци има многу азербејџанци кои што живеат во тој дел и Иран затоа ги поддржува, али негласно ги поддржува ерменците и мислам доколку дојде до некој судир поголем, поширок, можеби ќе се определи за против Турција, но не можам тоа, не би сакал, мислам да кажам дека така ќе биде, затоа што многу мали се шансите да настане таков глобален судир, затоа што ако настане тука глобален судир, ако се вклучи Иран, тука карши Иран е Саудитска Арабија, тука е Блискиот Исток, веќе во Сирија имаме војни. Може да се распланта и оган кој што
Да, добро. Непредвидливо. Ќе влеземе малку во една поширока анализа. Јас ја замолувам режијата да ги пушти подготвените инсерти за Ерменија и Нагорно Карабах, да видиме малку како тоа визуелно изгледа. Тука би го замолил господинот Марковски за еден коментар. Еве, можеме да ја видиме мапата. Нагорно Карабах еве, ова е Нагорно Карабах, десно е Азербејџан со црвено, лево е Ерменија, Република Арсак, така се нарекува самиот себе си, како што кажа господинот Адамчевски, не признаен од никого, па ни од Ерменија. Господине Марковски, сакам да ве прашам малку ова, тоа е ваша специјалност. Според бројките на теренот, да речеме, почнувајќи од бруто националниот приход, до бројот на жители, до бројот на војници и техника, се чини дека Азербејџан има војна предност. Значи, да не ги сметаме другите сили и другите околности, чисто распоредот на силите на Ерменија и Азербејџан. Но според оно што го читав, се работи за исклучително планинска област, за многу тежок терен, за терен каде што не можат да действуваат масивни оклопни единици, каде што тенковите, да речеме, кои Азербејџан ги има како предност, не можат премногу да бидат употребени. И Ерменија има С-300 противоздушен систем, така да тука, дали тука се обезбедува еден баланс и една можеби пат позиција, да никој не може премногу да напредува. Ако се гледаат статистичките податоци, точно е ова што вие го тврдите, дека Азербејџан е во апсолутна предност во однос на Ерменија. Да тргнеме прво од воените буџети. Азербејџан издвојува 1.500 милиони за долари за воен буџет, наспрема 470 милиони кои ги издвојува Ерменија. Азербејџан и технолошки, и квалитативно, и квантитативно во опремувањето е исто така во предност во однос на Азербејџан. Еве, јас само ќе напоменам дека Азербејџан располага со 100 тенка Т-90С, кои се модернизирани верзија на најсовремениот руски тенк, 244 тенкови Т-72 и 55 од оние постари Т-55. Во однос на нив Ерменија има 101 тенк Т-72, значи нема Т-90, 8 тенкови Т-55, а 250 тенка Т-72 се сконцентрирани на територијата на Нагорно Карабах. Што се однесува до оклопните транспортери, и тука е предноста на Азербејџан. Азербејџан располага со 682 транспортери, односно оклопни возила, додека пак Ерменија има 291 и исто така 250 распоредени на територијата на Горно Карабах. Интересна е ситуацијата со артилериските орудија, бидејќи они се сега доста актуелни и во овој конфликт доста употребувани, користени. Азербејџан има 735 артилериски орудија, од кои 87 се самоходни, додека Ерменија 232 орудија, од кои само 38 се самоходни. Значи, поголема мобилност има Азербејџан тука. Така е. Азербејџан располага со повеќе ракетни фрлачи, меѓу кои и Линкс од Израел, располага со беспилотни летала, има 30 дронови од нам познатиот израелски Елбит. Тука има особена предност Азербејџан, бидејќи тука Ерменија нема. Додека Ерменија тоа го нема. Ерменија уствари има 20 дронови, но тоа се нивно производство со многу послаб квалитет и многу послаби перформанси во однос на ова со што располага Азербејџан. Азербејџан има исто така 18 класични ловци МиГ-29 и тоа вооружени со крстосувачки ракети од Турција. Значи опремен со овие ракети. 20 МиГ-25 и 12 Л-39 чешки тренери, истовремено 25 хеликоптери од типовите Ми-24 кои се исто така модернизирани.
Што се однесува со истата состојба кај Ерменија, Ерменија располага со 4 руски ловци Су-30 СМ и тоа е нивна Тие се предност. понови. Да, од Набавени се тие лани, се набавени, генерација, да. скоро се набавени. 15 Су-25 бомбардери и 4 чешки тренери Л-39, исто така 15 хеликоптери Ми-24. И како што и вие споменавте, и двете држави располагаат со два, би рекол, помодерни С-300 ракетни системи, кои како и повеќе други системи од типот, например, на БУК, МБ-90 и така натаму. Ерменија покрај ова, како што реков, со два модерни С-300 ракетни системи, располага и со повеќе системи со среден и краток достап. Добро, господин Но сега Марковски. е битно друго нешто. Да. Сите овие системи, сите овие средства, кои можат да бидат употребени и искористени, се покажува баш овие денови во овој воен конфликт, во актуелниот конфликт, дека тие не можат да бидат искористени со сите нивни борбени можности со кои располагаат. Тоа всушност се заради ридско-планинскиот терен, каде што се одвиваат овие борбени дејства во Нагорно Карабах и каде што тенковите наместо да идат со освојувачки цели, тие се фактички укопани на одредени позиции и служат исклучително како огнена поддршка на пешадијата или на артилериските единици. Ако земеме во предвид другите можности на другите средства и опрема, исто така конфигурацијата на теренот им ја смалува можноста на нивната ефикасност и од тој аспект, ако председателот на Азербејџан сметал дека многу брзо ќе дојде до освојување на територијата на Нагорно Карабах, тој ја погрешил целта. Неговата цел може да се коригира во смисла на тоа да се создава тензии за што побрзо да се дојде до ставање на точка на дневен ред пред меѓународната заедница на овој проблем и од тој аспект да се интензивираат преговорите за решавање на овој проблем. Затоа, да заклучам, средствата со кои располагаат и едната и другата не им носат предност ниту на едната, ниту на другата, со тоа што ерменците во Нагорно Карабах кои се бранат се во подобра позиција во однос на азербејџанците кои ја напаѓаат таа. Се наоѓаат на непристапен терен, добро се укопани и имаат предност тука, стратешка предност. И тие единствено можат транспортерите и тенковите само да ги преместуваат, но не да ги користат во офанзивни дејства. Да. Стефановски, ова што го кажа господинот Марковски на крај, тоа е една од предпоставките зошто Илхам Алиев реши сега да го врати конфликтот повторно високо во приоритетите на меѓународната заедница, бидејќи конфликтот стоеше замрзнат 26 години и тоа на некој начин оди во прилог на Ерменија, бидејќи територијата е на некој начин под нивна контрола и они не сакаат многу нешто да менуваат. Но Азербејџан е тој кој тврди дека таа територија му е одземена. Една од причините е тоа што сакаат да го наруши тој статус кво. Други тези се дека ова вие што го кажавте, економската криза во Азербејџан, протестите, паднатите цени на нафтата и гасот, каде што Азербејџан сега преку една војна се обидува да го подигне јавното мислење, нели сето тоа да го врати. Но има и трета, дека Турција на Реджеп Тајип Ердоган, која во последниве години игра многу активна политика, која веќе делува од Блискиот исток, од Либија, па сега веќе до Кавказот, до Ерменија, веќе е многу активна и во Средоземно море, во конфликтот со Грција и со Египет, да не заборавиме. И една трета теза е дека можеби Алиев сега ова го прави, ајде не знаеме дали е директно помогнат, но инспириран од таа една реактивација на една силна Турција, каде што е осоколена таа позиција и сега трга во
напад, да речеме, но на некој начин така Турција би се позиционирала и поблиску до руските граници и би обезбедила една подобра преговарачка позиција за себе во односите со Русија. Отприлика сите три тези држат на некој начин тежина, ако се земат во предвид сите овие околности што ги спомнавте вие, но да не заборавиме дека статус кво или замрзнување на конфликт им користи најчесто на силите на кои имаат интерес. Замислете вие веројатноста да тој конфликт, ако анализираме подлабоко, се реши. Тогаш тие држави веројатно ќе тргнат по својот пат независно. Може би тогаш ќе се умешат некои други сили. Ако ние анализираме посуштински, ако ги читаме сите анализи на сите партнери на Европска унија, овој конфликт на замрзнат статус кво, освен на Ерменија, им користи и на Турција и на Русија. Можеме да аргументираме од следна гледна точка. Пример, актуелниот председател на Азербејџан е дефиниран како авторитетивен лидер. Во сите извешти. Истиот проблем го има и Тајип Ердоган. Турција има последниве неколку години премногу агресивна надворешна политика. Че таа има си измешано и во Сирија, и во Ирак, и сега и во Либија. Таа агресивност на Турција, бидејќи они имаат страшен амозитет кон ерменците и заради тоа што се обвинуваа за еден геноцид 1915 година, и дава на Турција позиција да индиректно, па и директно се меша во поддршка на Баку. Она што е исто така вредно за анализа е актуелниот председател на Ерменија е дојден на власт преку протести во 2018 година, кои претежно важеа за прозапад. Она што им одговара врз овие информации што ги сега анализираме и што ги споделуваме е тоа дека ако американската администрација на Трамп на почетокот кажа дека сите жешки точки на планета Земја ќе бидат згаснати, тогаш можеме да анализираме зошто овој конфликт е замрзнат или статус кво позиција. Инаку, освен Ерменија, Европската унија 2005 година и Обединетите нации 2007 година донесува резолуции кои ја осуди Ерменија дека таа има окупирано дел нелегално, тој дел на Нагорно Карабах. Би сакал исто така да споделаме на исто важна информација дека ноември минатата година гасоводот кој поминува на ова крижно зариште е отворен во употреба, тој поминува од Азербејџан низ Турција и има во план, во геополитичка географска смисла да ја заобиколи, односно руската зависност од европската зависност од руски газ, да влезе преку Турција и Турција преку Турција да оди према Европа. Тоа и дава на Турција многу важна сила на масата кога е во интерес ова прашање. Овој конфликт на некој начин го прекинува тој Ова е комплекс, априори заклучок на овој жив конфликт не можеме да донеме. Ова е комплексен. Вие имате Азербејџан шиити кои имаат прекрасен однос со Иран, а и толокот има азербејџанско потекло. А Иран има прекрасни односи со Ерменија и тоа многу посилно економски како Азербејџан. Турција имаше вчера многу интересна изјава на ерменски министар за одбрана кој вели нападот на Нагорно Карабах е напад врз Иран. Мислам, имаше и таква директна изјава, да, многу интересна. Затоа овие се комплексни ситуации, измешани се многу работите за да ние донесеме некој заклучок, но од друга страна, ако гледаме од друга перспектива, да не посилуваме улогата на Русија. Русија не случајно има две војни бази во Ерменија, има одбранен договор со Ерменија. Значи, Азербејџан и да сакал, сигурно сакал овие години да ја употреби таа војна надмоќ, но не се осудил. И заради тие географски околности, бидејќи тоа станува збор за стратешка точка, но прашањето зошто сега се активира. Јас мислам дека сега се користи дефокусот, бидејќи видите во светот сега има страшно многу големи политички околности и кризи. Денеска Европската унија свика вонреден самит за турењето на Навални, за ситуацијата во источниот Медитеран и трета точка е конфликтот на Ерменија и Азербејџан. Во исто време ние имаме американски избори, односно имаме во Америка избори. Значи, фокусот на големите сили не е во ова подрачје. Веројатно можеби актуелниот председател на Азербејџан сака да го искористи тоа за многу подобра позиција. И да не забораваме, метите
кои од Азербејџан беа гаѓани пред неколку години кон Ерменија беа точно прецизни, што говори дека станува збор за разузнавачки информации и за терен кој е подготвен сигурно по-неодамна, бидејќи вакви комплексни операции никогаш не се носат ден за ден. Прецизноста на артилеријата на Азербејџан кон позициите на Ерменија говори дека ова е веројатно спремено претходно или можеби како резултат на убиството на на генералот во Азербејџан и сите тие протести, бидејќи маневри сега има некни пред турско-азербејџански маневри беа пред Но да не заборавиме се пред неколку недели Кавказ 2020 војната вежба бе учесници руската војска, војската на Ерменија и војската на Иран. Кавказ 2020 пред неколку години. Че тука станува збор за една комплексна игра, ќе мораме да ја анализираме сукцесивно. И ова што го кажавте, значи има исто така аналитичари велат невозможно да е случајност војната да почнува на месец дена пред претседателските избори во САД. Значи тајмингот е точно темпиран каде што американската администрација која инаку и нема многу голем интерес точно во тој регион премногу да се активира, сега па плюс е зафатена нели со внатрешни избори. Не би можела и да сака. 91-94 година ќе возиме уште малку време. Американците се комплетно фокусирани на војната во Блискиот Исток и веќе почнуваат да го вртат своето внимание кон Балканот, кој што така постои бесниот војни 91-94 година и тогаш се случува конфликтот во на Нагорно Карабах. Да, дури изјавата на претседател Трамп беше од завчера, ми се чини кога го прашаа за ова, беше прилично така индиферентна, како нешто во смисол како тоа е лошо таму што се случува, ќе видиме за тоа. Интересно е во САД постои силно ерменско лоби, а во Азербејџан постојат силно американски нафтени компании. Затоа велам, кон ова анализа ние мора да пристапиме сукцесивно и да ги видиме кој е интересот за овој конфликт и како би завршил на крајот. Да. Адамчевски, ова што го зборуваме за тој јужен тек кој поминува низ Азербејџан и кој би требало да ја намали зависноста на Европа од рускиот газ, да стане можеби главен снабдувач на Европа со газ, кој почнува од богатите полиња во Азербејџан, оде преку Турција, Грузија, па продолжува понатаму. Дали тука можеби гледате интерес, сега ние цело време го гледаме интересот од турска страна, но дали можеби гледате интерес можеби и во Москва да го реактивира конфликтот на некој начин и да го пресече тој доток на газ и ова што го зборуваме да ја намали важноста на Турција, бидејќи многу интересно она што го велат што е Путин за Ердоган. Вика Путин е најдобриот пријател и непријател на Ердоган. Никогаш нема. Видите, односи. Значи, кога зборуваме за Кавказот, тоа ви е као на Балканот. Секоја долина посебна држава, секоја гора посебна држава. Таму, ако се враќаме со векови наназад, имало голема Ерменија, имало голем Азербејџан, имало Ирански царство, бил Советскиот сојуз, као кај нас тоа голема Србија, голема Бугарија, и сето тоа си носи последици. И мислам дека проблемот е во тоа што национализмите, како и кај нас, кои што беа причина за распад на Југославија и жртвите, стотици илјади што беа, тоа е последица од распадот на Советскиот сојуз и еден оган, едно жариште кое што тогаш не беше угаснато. И тоа ќе продолжи да тлее, а најопасно ќе биде ако биде замрзнат тој, нема поопасна работа од замрзнат конфликт, затоа што тој има трошоци, тој носи неизвестности, има огромни последици и работата е многу битна сега ако може да се реши оваа изјава што ја дале денес до овие тројцата ко-председатели на така наречена Минска група. Постои Минска група која што води грижа и која што треба да го решава ова прашање, меѓутоа очигледно не е мрднато кој надгледуваше и премиријето цело време, да. Сега ако направат тие нешто може да се реши. А што се однесува до делот за гасоводот, видите, гасоводот од Азербејџан, што доаѓа во Европа, нема толкав капацитет да го загрази гасоводот на Газпром, турски тек кој што проаѓа. Тоа тие само ќе се надополнуваат еден со друг и мислам дека и русите ќе си имаат проблем со тоа фактот што ќе опаѓа користењето на газ.
А ако опаѓа користењето на рускиот газ, ќе опаѓа користењето на азербејџанскиот газ. Веќе Турција веќе денес бара намалување на цените на рускиот газ. Турција се помалку го користи, веројатно заради кризата од коронавирусот во светот, што е индустријата се помалку употребува газ. Русија ги чувствува тие последици врз економијата и Газпром директно ги чувствува тие последици, затоа што во светот се намалува и во Европа се намалува потрошувачката на гасот. Така што улогата на гасот во оваа војна за мене е маргинална, дури и не би сакал да ја споменам. Најважно е како да се реши овој проблем, како да се најде солуција. Затоа што Нагорно Карабах кога во составот на Азербејџан, тоа е еден дел. Меѓутоа, и тогаш биле околу 4-5 илјади квадратни километри. Меѓутоа, во војните 90-тите години, Нагорно Карабах освоја уште 5.000 или 6.000, сега таа територија 11.000 квадратни километри. Тоа е пола од Македонија. Да, да. Тие се поврзани сега со Ерменија, излезени долу на границата со Иран. Така што ќе има преговори, ќе има мировни договори. Како ќе бидат склучени? Кои територии треба да се враќаат? Како ќе се врати? Дали ќе биде независно прогласена на Нагорно Карабах? Дали ќе се врати во состав на Азербејџан? Дали ќе му се даде автономија? Каква автономија? Дали ќе има канал за врска со Ерменија, некоја територија од 50 на 20 километри да може да бидат поврзани? Тоа се прашања кои што треба да дадат одговор преговорите на кои што повикуваат тројца председатели, ко-председатели од Минската група и кои што бараат да не се поставуваат предуслови. Ако се успее во тоа ќе биде од голема полза и за државите во Кавказот и државите во поширокиот регион. Што се однесе до Турција, таа, рековте сите кажате дека е расплината од Либија, па сега до Азербејџан. Мислам дека Турција сето тоа чини многу пари. Сето тоа чини многу пари. И мислам дека Турција не може на долг рок да го издржи тоа, затоа што една Русија која што е, да речеме, веројатно побогата од Турција, па има огромни трошоци само во една земја, само за Сирија, ако зборим, има огромни трошоци, милиарди долари таму се прелеваат. Така и се тоа влија и на рускиот и на руската економска состојба, таа голема војна. А Турција како би ги издржала тие работи, не знам, и може би да дојде и до краха, може би да дојде и до внатрешни протести во Турција, кои што ќе го доведат во прашање и владењето на Ердоган. Да, особено после локалните избори, каде што рече се сите големи градови преминаа во рацете на опозицијата. За експанзивната улога на Турција ќе продолжиме со емисијата. Пред тој интересен дел од разговорот правиме една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото.